Хистеријата со реформите во образованието добива специфични димензии, особено кога во недостиг на адекватни аргументи почнуваат да се пласираат тотално нелогични тези, кои се косат со базичните принципи на едукацијата. Особено ако ниту досега за учениците од почетните оделенија немало специализирана, туку базична настава по природа, а и по општество. Значи, норматив за наставен кадар. Пазете, историја имаме. Воспитно-образовната работа во четврто одделение може да изведува лице кое е професор, наставник, учител од одделенска настава или дипломиран педагог. Дипломиран историчар не сме. Не, ние сме забрани. Историја се учи од 6 одделение, па излегува дека себичните историчари под дејство на адреналин всушност сакаат да ги забранат наставниците од одделенска настава. А генерално сите, па дури и оние што на секој обид за реформа велат не и протестираат, се свесни дека образованието не чини. Ама не, е нашата ДНК за се. И така ќе остане се додека не биде пресечен Гордиевиот јазол. И тоа најпрво со кадрите, насекаде, особено во образованието. Значи и при вработување, и при назначување црвена линија помеѓу политиката и стручност. Иначе џабе правиме обуки, џабе се трошиме време со анализи. Џабе е навистина се ако избраните се обидуваат да наоѓаат неверојатни оправдувања за да ги спасат оние на кои треба да им стапнат на ногата. Во таа низа од иновативни и креативни допуштања и толерирање на беззаконието, како ексклузивно може да се посочи сознанието дека Охридско во Струга изгледа станало Пацифик, па Стружани само се бранат од гигантските далги. Зидови од 20 до 50 сантини висина од аутохтонен камен заради заштита на своите имоти од брановите на езерото. Со таква климатска промена можеби во овој крајбежен град ќе треба да се развива алтернативен туризам како што е сурфањето, односно јавањето на бранови, надпреварување кое би било типично за политичари, кои не го кажале јавно својот став тогаш кога во нивно присуство законот бил изгласан во владата, ама кога се надвор од неа, имаат слобода да интерпретираат. Не може никако да пратите порака дека ставате крај на дивоградбите ако ги легализирате. Таква порака може да се прати само со рушење на дивоградбите. Сепак, дивоградбите и не се толку лоши. Тие влијаат позитивно врз инфраструктурата која под дејство на тој силен притисок нуди нови течности кои ќе протечат низ напрегнатата водоводна мрежа. Тоа не е вода, тоа е кафе. Гадна вода од канализацијата е у нашето село. Да говедата мој не ја пие таа вода. И на крајот, кога веќе не се знае не само кој пие, ами ни кој јаде. Pra me shumë kompetenca thënë që nuk u përfillën organet, nuk u ndëgjuan organet, pra në përzgjedhjen e dy kuadrave, domethënë zotit Grupi dhe zoti Osmani, domethënë në përfaqësimin apo në legitimitetin e tyre për ta përfaqësuar domethënë Shkupin në këtë ekzekutiv të Bashkimit Demokratik për Antinë. Театар и частни театар. Обидот на Груби во соочувањето со Меджити да го копира Рама само е изнесува на површина состојбата со инфраструктурата во Дуи. Во судирот меѓу старата и новата, за разлика од практиката во урбанизмот, во употреба ќе биде ставена само онаа из која архитектот ќе реши да пушти вода.